Младински организации и активисти бараат Македонија да се фокусира на така нареченото неформално образование, велат дека бизнис секторот се соочува со проблем да обезбеди квалитетен и стручен кадар кој би одговорил на нивните потреби. Од Млади интернационал велат дека иако околу 35% од младите во Македонија студираат или се запишани во формалното образование, тие не добиваат знаење и вештини кои ги бара пазарот на труд, затоа што често пати има промени, а со развојот на технологијата се отвараат и нови работни позиции. Често добиваме коментари како од странските инвеститори, така и од домашните компании, дека и тие млади што се останати во Македонија, дека не се доволно квалификувани во смисла дека формалното образование не им ги обезбедува тие вештини. Еве јас доаѓам од техничко училиште, меѓутоа праксата се исполнува во одредени струки, додека пак имаме струки кои што воопшто не обавуваат практична настава надвор од училиштето. Мевмет Джемиловски е собственик на фабрика за месо во Струга. Вели дека иако имаат потреба да вработат стручен кадар, до истиот тешко се доаѓа. Ние ќе имаме потреба таму за почеток најмалку за веднаш за 10 вработувања како стручна сила месари, ама нема такво нешто, тешко се наоѓа во држава, сето тоа што е без образование, самоуки, месари, и тие ќе пробаме со нив да ја организираме работата. Од Агенцијата за вработување неодамна спровеле анкета помеѓу компаниите во однос на тешкотиите со кои тие се соочуваат при вработување на професионален кадар. Недостасуваат инженери, графички дизајнери, електротехничари, информатичари, наспроти правници и економисти кои ги има во голем број. Надлежни институции да ги разгледаат тие статистички податоци и да преземат действија во иднина, значи да се обезбеди да се пополни бројот и професиите што се во моментот што ги нема во пазарот на трудот. Последните истражувања кажуваат дека околу 77% сакаат да ја напуштат државата. Информациите на Светска банка говорат дека повеќе од 33% од образованите млади од Македонија моментално работат надвор од државата. Во Струга и други градови се организираат тркалезни маси со цел младите подобро да се информираат за можностите кои им ги нуди неформалното образование. Од Струга за Гласот на Америка, Мики Трајковски.